Добар ден, ова е најновата епизода на магазинот за здравје Телма Амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Аџибадем Систина. Дали заморот, отежнатото дишење или отокот на нозете се само последица на темпото на живот или предупредување дека срцето попушта? Срцевата слабост се развива незабележително, со години, често без јасни симптоми. Што навистина се случува со срцето кога ја губи својата пумпна моќ? Кои прегледи се клучни? Дали ехото открива се? И кога терапијата е иста за сите пациенти, е кога различна? За срцевото затојување, оваа среда разговараме со доктор Златана Петковска, специјалист по кардиологија во клиничката болница Аџибадем Систина. Останете на Телма, а ќе имате можност, како впрочем и секој работен ден, да се вклучите во Телма Амбуланта со ваши прашања. За срцевата слабост во денешната Телма Амбуланта зборуваме со доктор Златана Петковска, специјалист по кардиологија во клиничката болница Аџибадем Систина. Докторке, добар ден, добре ни дојдовте во Телма Амбуланта. Добар ден. Поздрав до вас и до вашите гледачи и се надевам дека оваа тема ќе биде доволно интересна, дека го задржиме нивното внимание. Што е точно срцева слабост? Дали е болест или пек е последица на некои состојби што се случуваат во организмот? Може би знак дека по долго време нешто не е во ред со срцето? Така, точно така, срцевата слабост е еден комплексен клинички синдром, можеме да кажеме, на симптоми и знаци кои ни укажуваат дека постои нарушување во морфолошката и структурата и функцијата на срцето, како резултат на што имаме нарушување во полнењето и празнењето на срцевите шуплини, коморите, или наједноставно кажано, срцето не може да постигне доволно за да испумпа доволно количина на крв која ќе ги обезбеди потребните хранливи материи, кислород до сите органи, односно низ целиот организам. Срцевата слабост е една хронична состојба, прогресивна, доколку не ја диагностицираме навремено и доколку не терапевски делуваме онака како што треба, бидејќи често пати знае да доведе до чести хоспитализации и за жал на крајот доведува до смртен исход. Јас тука само би навела дека срцевата слабост е дел од кардиоваскуларните заболувања. А кардиоваскуларните заболувања сами по себе се водечка причина за смртност, морталитет, морбидитет и инвалидитет, како низ светот, така и низ Европа. Ние, како Македонија, според Европското кардиолошко здружение, за жал влегуваме во земји со многу висок ризик од кардиоваскуларни заболувања. Тоа значи дека на годишно ниво над 42% умираат токму од кардиоваскуларни заболувања или 10.000 лица дневно умираат од кардиоваскуларни заболувања. Срцевата слабост е основна причина и таа опфаќа над 55 милиони жители ширум светот. Тоа е бројка која е дупло зголемена во однос на 90-тите години. Доаѓа како еден вид на епидемија, епидемиолошки размери. Низ Европа имаме над 10.000 новозаболени случаеви од срцева слабост. И тука би потенцирала дека, што е многу важно, зашто мораме да ја превенираме, рано детектираме и третираме срцевата слабост, затоа што над 50% од пациентите, кај кои првично ќе диагностицираме срцева слабост, умираат во првите 5 години од првично поставената диагноза. Значи, тоа беше и целта на Европското кардиолошко здружение, поточно речено на Европската асоциација за срцева слабост, да секој почеток на мај имаме недела за одбележување на, се вика недела за одбележување на срцева слабост, за да можеме да ја кренеме свесноста меѓу граѓаните што значи срцевата слабост и колку се важни навремените превентивни прегледи. За да се открие болеста на време. Така, за да се открие... Бидејќи на почетокот не дава симптоми. Точно така. На почетокот имаме проблем со тоа што немаме симптоми или ги занемаруваме тие симптоми кои
сметаме дека се неважни и небитни. Ке стигнеме до симптомите, најнапред да проговориме за причините кои што доведуваат до срцева слабост. Има многу фактори, затоа не е еден. Дали понатаму самите кардиолошки заболувања, како што е инфарктот или покачениот крвен притисок, водат кон еден ваков проблем? Точно така. Значи, миокардниот инфаркт или коронарната артеријска болест е основна причина за појава на срцева слабост. Во основата на оваа лежат 4 ризик фактори кај пациентите. Тоа е покачениот крвен притисок, вториот е обезноста или гојазноста, покачените масноти и пушењето. Сите овие 4 ризик фактори кај пациентите предизвикуваат појава на атеросклероза, или тоа едноставно кажано наталожување на масноти по крвните садови што го хранат срцето. Тие наталожувања прогресивно со текот на време, доколку не се третираат нормално, се зголемуваат и настанува постепено затварање, запушување до комплетна оклузија на тој крвен сад, на коронарните артерии, како резултат на што се јавува миокардниот инфаркт. Кога имаме миокарден инфаркт или срцев удар, немаме доволен проток и доток на кислород до срцевиот мускул. Нема кислород, не се храни срцево, не се храни, изумира дел од мускулот. Тоа е основата од каде што понатака се пројавува срцевата слабост, бидејќи тој дел од мускулот нема сила, изумрење, нема сила да пумпа и да испумпа доволно крв низ организмот. И да, крвниот притисок исто така, сам по себе етивок убиец, ние го викаме. Многу луѓе не знаат дека имаат покачен крвен притисок. Апсолутно, апсолутно. И така што не се ни свесни дека им страда срцето. Така е. И ние викаме тоа е најчесто етивок убиец затоа што е асимптоматски. Или симптомите кои се појавуваат не им предаваат значење пациентите. Главоболка, тилна главоболка, понекогаш замор, зашеметеност, црвенило по образите, вртоглавица. И ние сме, нели, народ кој ќе каже од времето ми е метеопатсум. Метеопатсум. Нема потреба, страв ми е да измерам притисок, притисокот ми се качува кога ќе видам апарат за крвен притисок, меѓутоа не. Реално треба да се интервенира на време. Освен крвниот притисок и миокардниот инфаркт, постојат уште две причини кои исто така се кардиолошки и потекнуваат од самото срце, предизвикуваат срцева слабост. Едното е срцевите аритмии. Тука влегуваат предкоморните срцеви аритмии, атријална фибрилација, како најчесто меѓу луѓето познато, тоа е ирегуларниот ритам и коморните аритмии. Коморните аритмии ние често ги викаме малигни, го употребуваме тој термин, затоа што ако се појави таква аритмија, често пати таа знае да заврши како sudden cardiac death или изненадна срцева смрт. И тоа е нешто на што треба да се обрне внимание. И уште една кардиолошки дел, значи кој делува на појава на срцева слабост, се валвуларните болести. Валвулите за листоците, така. За листоците, клапите, познати меѓу народот, тоа се оние отварачи, затварачи помеѓу срцевите шуплини, кои ни овозможуваат да крвта проаѓа или оди во нормален проток, нормална насока. Секоја инсуфициенција или недобро затварање на тие срцеви залистоци го тера срцево да работи побрзо, појако, прави задршка на крвта, се враќа крвта во обратна насока, значи тоа е едноставно објаснување и како резултат на тоа постои подлога за да понатака се развива срцева слабост. Дали возраст и понатаму се смета за ризик фактор за појава на срцева слабост, односно дали понатаму повозрастните пациенти почесто заболуваат од еден ваков синдром? Така. Или ке младите се забележува пораст? Општо срцевата слабост е болест на повозрастната популација, тоа значи 60 плюс, меѓутоа во последно време таа граница се повеќе и повеќе опаѓа. Значи, срцевата слабост ги има истите ризик фактори генерално како сите кардиоваскуларни заболувања. Тука имаме ризик фактори на кои ние можеме да делуваме и на кои не можеме да делуваме. Нели, генетиката
таму каде што имаме генетика за коронарна артеријска болест, голема е веројатноста да некој од нашето колено понатака развие кардиоваскуларно заболување. Возраста, како се зголемува возраста, така расте и ризикот од кардиоваскуларни заболувања. И третото е и полот. Токму така. Полот, жените се заштитени во еден период од животот. Малку позаштитени се до појава на менопауза, после тоа ни се изравнуваат. Да. Вела дури се зголемува ризикот. Ризикот во однос на машката популација. Фактори на кои можеме да делуваме е крвниот притисок, нели? Добра регулација на крвен притисок. Масти во крвта, шеќер, сето тоа. Мастите, холестеролот, покачениот холестерол. Предиабетот, диабетот тип 1 и тип 2, пушењето. Телесната тежина. Посебно таму кај што имаме body mass index на 25, онаму каде што особено е битно да го споменеме оној стомачната дебелина, стомачната гојазност, тука наталожувањето на масното или адипозно ткиво. Кај жените се смета дека ако во мерење над 88 сантиметри е над, значи веќе влегува во категорија на гојазност. Кај мажите над 100... И покрај тоа што може би се витки, не, значи, доколку има стомачна дебелина. Да, тогаш веќе викаме дека тука нешто не чини, дека мора да се преземат некои мерки од типот диететски режим, нели, физичка активност. Еве, и физичката неактивност доведува до покачен холестерол, до покачен шеќер, до покачен крвен притисок. Значи животниот стил е всушност многу важен фактор. Така. Тоа се ризик фактори на кои ние можеме секако да делуваме. А што е со чистите вирусни или пак бактериски горно-респираторни инфекции? Може ли срцето да настрада од тие инфекции, па потоа да се јави последица срцева слабост? Точно така. Тоа е, вирусните инфекции предизвикуваат миокардити. Тоа е воспаление на срцевиот мускул. Одредени вируси имаат, да кажеме, директно токсично дејство на срцевиот мускул и на тој начин го оштетуваат срцевиот мускул, а од друга страна, одредени вируси предизвикуваат јак имунолошки резултат или да кажеме одговор, како резултат на што доаѓа до оштетување на срцевиот мускул и пак ќе кажам подлога за развивање на срцева слабост. И тука ќе споменам неколку вируси за кои, нели, освен горно-респираторните, тоа нели вирусите инфлуенца тип А, инфлуенца тип Б, и ние имавме не скоро една пандемија на SARS-CoV-2 вирусот, значи COVID вирусот беше онака погубуваше баш заради појава на миокардити и појава на срцева слабост. Покрај тоа ентерококусните или коксаки вирусот исто така може да предизвика појава на срцева слабост. Цитомегаловирусот, ХИВ вирусот е причина исто за срцева слабост. Освен вируси, често пати и одредени бактерии знаат да предизвикаат срцева слабост, да го воспалат срцевиот мускул, значи се предизвикува еден ендомиокардит, па имаме ендокардит. Ендокардит значи дека е воспалена и срцевиот залисток, срцевата валвула. Тоа се најчесто стрептококната и стафилококната бактерија. Значи, тие се најчестите причинители за воспалителни процеси на ниво на срцето. Дали срцевата слабост може да ја зафати и левата и десната страна на срцето или обично само една страна од срцето попушта? Значи, баш овака ние терминолошки ги ја делиме срцевата слабост. Значи, имаме левостранна срцева слабост, десностранна срцева слабост или бивентрикуларна, бикоморна срцева слабост. Левостранната срцева слабост што значи? Тоа значи дека ние ја оценуваме инжекционната фракција или пумпната сила на левата комора. И според процентот на тоа колку пумпа срцето, таа е поделена во 3 групи. Значи имаме срцева слабост со ослабната ежекционна фракција и тогаш пумпната сила на срцето е под 40%. Имаме срцева слабост кога таа пумпна сила се движи помеѓу 41 и 49%. И имаме срцева слабост со очувана
пумпна сила или очувана ежекционна фракција, тоа е над 50%, меѓутоа тука веќе имаме други симптоми и знаци кои укажуваат дека иако пумпната сила е очувана, сепак срцето има страдање, значи имаме одредени дисфункции на левата комора на срцето. Десната срцева слабост, тоа што ме прашавте, може да оди заедно со левостранната срцева слабост, меѓутоа неретко се јавува и поединечно. Тоа значи дека десната комора е дисфункционална или не функционира и најчесто како изолирана се јавува во случај кога имаме миокарден инфаркт на десна комора, кога имаме нарушување на функционалноста на валвулата помеѓу десната комора и десната предкомора и постои еден тип малку поредок, меѓутоа е доста, да кажам, малигнен, десностранна аритмогенна кардиомиопатија и таа е живото загрозувачка. Кога се фатени и левата и десната, тогаш збориме за бивентрикуларна срцева слабост. Постои уште една терминологија која ние генерално ја користиме, тоа е хронична срцева слабост. Добро. И акутна срцева слабост. Нешто што нагло се јавила и нешто што обстојува. Нешто што обстојува и таа хроничната постепено се јавуваат симптомите. А кај акутната срцева слабост се јавува акутно, изненадно или декомпензира претходно хронично постоечката, декомпензира срцето, односно акутно се влошува претходно хроничната срцева слабост и таквите пациенти најчесто бараат брза хоспитализација и брз третман, значи во болнички услови. Така. Постои уште една класификација, таа зависи, е интересна дека е поврзана со симптомите на пациентот, колку се ограничени физички, и таа е од Њујоршката асоциација, срцева асоциација, и е поделена во 4 класи, кај што во прва класа пациентот е со дијагноза за срцева слабост, меѓутоа нема симптоми, нема знаци, физички може све да обавува. Втората класа, ниха класа, е таму кај што е со лесна физичка ограниченост, третата е со малку по-голема ограниченост во однос на обавување на физичка активност и четвртата е на класа таму каде што пациентот е прилично ограничен, односно симптоми и знаци на срцева слабост има дури во мир, дури не може да ги обавува основните физиолошки потреби, да кажеме физиолошки потреби за да нормално функционира. Зошто на почетокот во првите фази на срцева слабост не се јавуваат симптоми? Дали организмот има начин да компензира? Да, на почетокот, значи, тие симптоми се минорни, се незабележителни, токму затоа што срцето има способност да компензира се до одреден степен, дури не се појави декомпензација и акутно не се појават тие симптоми или имаме постепено појавување на симптомите кои веќе кога ќе станат забележителни, пациентите ги пријавуваат и доаѓаат на прегледи. Што се случува со срцето всушност? Од една страна имаме една систолна дисфункција, ние ја викаме. Тоа е моментот кога срцето му е нарушена моќта да се контрахира. Од друга страна имаме диастолна дисфункција, каде што срцето не може да се релаксира доволно и не може доволно да се полни помеѓу две срцеви отчокувања. И сега што прави срцето за да ги задоволи потребите? Компензира. Како компензира? Преку тоа што структурно се ремоделира, ние викаме, и пробува со појака јачина да испумпа, како резултат на тоа доаѓа до постепено зголемување, ширење на срцевите шуплини од едната страна, на срцевите комори, тие се шират, се дилатираат, а од друга страна, како резултат на употребата на таа појака сила, мускулот хипертрофира, односно се задебелува. И сега тоа компензира до еден период и после тоа до тука е компензацијата, значи не може и тогаш веќе пациентите доаѓаат на преглед и ги реферираат симптомите кои се карактеристични за срцевата слабост. Значи доаѓа до проширување всушност доаѓа до проширување на срцето, задебелување на ѕидот на срцето. Така. Со какви симптоми најчесто се јавуваат пациентите? Дали, да речеме, може да чувствуваат само замор или некои имаат и проблем со тежното дишење?
Генерално... И се влошува ли дишењето при лежење или пак истиот проблем го чувствувате кога стојат? Генерално симптомите за срцева слабост на почетокот се многу неспецифични, да кажеме, и тие знаат да се помешаат и со друг тип на заболување. Пациентот доаѓа и ќе каже имам потешко дишење, имам краток здив. Навечер ме буди тешко дишење и гушење од сон. Интолеранција на напор. Не се осеќам исто како пред 3 месеци. Не можам да се искачам по скали, брзо се замарам, осеќам слабост, осеќам малаксалост. Малку јадам, ќе каже пациентот, а за неколку дена знам да се подојам, да качам на килажа. Ке се пожелат дека им се појавуваат отоци на нозете, најчесто почетокот почнува оток околу глуждот, па после тоа се шири тој оток на надколеница. И не можем, ние како најчесто диференцираме, го прашуваме пациентот дали навечер можеш да спиеш нарамно или има потреба да бидеш подкренат на 1 до 2 перници. И најчесто тие симптоми кои укажуваат дека станува збор за срцева слабост. Не може да спијат нарамно, се влошуваат симптомите? Се гушат? Се гушат. Ноќно гушење? Ноќно гушење, ноќна диспнеја, ноќно гушење. Значи, он не може да спие нарамно. Може да дојде пациент и да каже, мене, јас навечер не можам да лежам во кревет, спијам на столче. И тоа ни е аларм дека со срцето всушност постои проблем. Да, дека станува збор за срцева слабост. А како изгледа отокот на нозете кој што е поврзан со срцевата слабост, бидејќи оток на нозете се јавува и други причини, например поради намалена функција на бубрезите или пак венска болест? Тие се специфични отоци кои се јавуваат во склоп на срцевата слабост. Ние ги викаме кардиолозиве тестести отоци. Зошто? Затоа што кога ќе се стисне пациентот на подколеницата, делува буквално како да остава отпечаток во тесто. И како ги диференцираме дали е оток од срцето или оток од бубрезите. Значи, кај нас во медицината никогаш еден не се два, пошто организмот е поврзан и често пати кога имаме срцева слабост, неретко се јавува и бубрежна слабост. Меѓутоа, на почетокот, срцевите отоци се јавуваат најчесто при крајот на денот и најчесто се зафатени скочните зглобови под колениците и плюс имаме попратни симптоми на тешко дишење и гушење. За разлика од бубрезите, значи, кај бубрезите пациентот пројавува или кажува дека од сабаља кога ќе се разбуди не се отечени само нозете. Значи има отоки по рацете и за бубрезите се карактеристични периорбиталните отоци, тоа значи отоци околу очите. Плюс ќе ни даде податок пациентот дека осеќа замор, дека или помалку мокри или нотирал, забележал кај бубрезите дека има заматена урина, има покачен крвен притисок кој покрај редовната терапија не може да се стабилизира и да се регулира. Значи, тоа ни прави нас една дистинкција во однос на тоа дали оваа потекнува од бубрежна слабост или потекнува од срцева слабост. Пак ќе кажам, човечкиот организам не е 1-1-2 и секогаш тука имаме поврзување на органите. Значи, срцева слабост многу често оди и со бубрежната слабост. Па и отежнатото дишење, како се препознава дали е поврзано со срцето или пак можеби со белите дробови? Тоа со столчето? Тоа со столчето дефинитивно и факт е дека кај дишењето, кај срцевата слабост настанува постепено. Значи, тој осеќа прво потешко дишење, па гушење, па ноќното гушење. Кај респираторните или пулмолошките заболувања, тие, например, кај астмата, тоа настанува одеднаш. Нели, астматичен напад е сосема друга категорија. Бидејќи таму има проблеми во сонот, се будат нели со напади. Така, меѓутоа ќе каже пациентот ќе каже свирам, не можам, ми се затвори дишниот пат, не можам да земам воздух. Исто кај респираторните симптоми имаме како резултат на уништување на белодробното ткиво, за разлика од срцевата слабост кај што всушност имаме наталужување на течност,
застој на течност во белите дробови. И тука често пати се јавува во склоп на одредени пнеумонии, па ќе каже ми се покачи температурата, имав кашлица и пак ќе се направи некоја дистинкција, меѓутоа пак ќе кажам не секогаш одат скроз поединечно, него може да биде и мешана патологија. Кога веќе ќе сеават сите овие симптоми што ги споменавте, отоци во нозете, потешкоти во дишењето, што тоа зборува за срцето, дека на вистина е оштетено? Дека срцето е ослабнато и дека е веќе алармот уклучен за да пациентот се појави на преглед за да можат да се направат одредени дијагностички методи. Од каде почувате? Дали ехото на срце ќе ви ги даде сите одговори? Почетното е да дојде на преглед, нели? И анамнеза, разговор. Разговор со пациентот. Ние како доктори, нели, нормално почнуваме со тоа да видиме дали има одредени ризик фактори кои би донели до појава на срцева слабост. Прво нешто што правиме е ЕКГ, електрокардиограмот. Се започува со ЕКГ. Така. Електрокардиограмот ни е најнеинвазивна, најбезболна, брза метода со која покажува попуштање на срцевиот мускул, го покажува ритамот на срцето, го покажува спроведувањето на срцевиве импулси и на пример може да ни покаже дали срцето работи неправилно. А ја веќе на почетокот спомнав дека аритмиите ги спомнавте. Так. Може да покаже дека има левовентрикуларна хипертрофија, хипертрофија на срцевиот мускул. Може да ни покаже дали има прележен срцев инфаркт и тоа да ни биде знак дека да, треба да се направат дополнителни доиследувања. Доиследувањата се секако лабораторија и ехокардиографијата. Ехокардиографијата е клучна алатка која ни помага да ги видиме морфолошките и функционалните промени на срцето. Значи, со ехото се гледаат димензиите на срцето, дали одредени срцеви шуплини се проширени, дали имаме задебелување на срцевиот зид, дали валвулите, залистоците работат нормално и со ехокардиографијата вршиме проценка токму на таа инжекционна фракција или пумпната моќ на срцето. Значи, таа е клучната алатка за да стигнеме до дијагноза. Често пати ние знаеме да кажеме дека се потребни дополнителни дијагностички испитувања. Од лабораторија, на пример, ни требаат основни параметри. Значи, има специфични лабораториски маркери, параметри кои што укажуваат на срцева слабост? Има. Значи, ние генерално правиме она базична лабораторија, од крвна слика, уреја и креатинин, тоа не се деградационните маркери, да видиме да не се крие некоја бубрежна слабост. Испитуваме електролити, испитуваме хепатални или црнодробни маркери. Тие не се битни затоа што кога веќе стигне срцето во некоја напредна срцева слабост, имаме еден хепаторенален синдром. Ние така знаеме да го означиме кога имаме од една страна и бубрежно попуштање, срцево попуштање, бубрежно попуштање и црнодробно попуштање. Значи, затоа и се прават овие маркери и испитуваме ТСХ, е исто така битно да се испитува. Поврзано со тироидната жлеза, односно со хипофизата конкретно? Со тироидната жлеза, тоа го испитуваме затоа што тиреотоксикозата, не ја спомнав и како причина, тоа е ендокринолошко заболување, знае да биде основа за појава на срцева слабост. Железото исто така го испитуваме, пошто анемиите некогаш можат да предизвикаат основа за срцева слабост и се испитува натриуретични пептиди. Тоа се материи кои нормално се продуцираат, едноставно да кажем, во организмот. Тоа е МП маркерот. Тоа е специфичен маркер кој покажува, го има во нормални количини во организмот, меѓутоа кога имаме срцево волуменско или притисочно оптоварување или оштетување, во тој случај се крева границата, се крева количеството на тој маркер во крвта. И еден специфичен маркер за срцева слабост. Предпоставам дека сите овие испитувања се дел од пакетите што ги нуди Аџибадем систина за токму така испитување на срцевата слабост кај пациентите. Да. Значи многу е битно дека ние нудиме таков тип на испитување затоа што во склоп на нашава болница имаме доктори кои се имиджинг доктори за
ехокардиографија, да кажеме, имаме интервентни кардиолози, аритмолози и ги имаме сите тие испитувања кои може да ги понудиме на пациентите. Тука влегува нормално коронарниот стрес тест како диагностичка метода која би требало да се направи во случај кога се сомневаме дека имаме ангинозни тегоби, односно кога се сомневаме дека имаме запушување на крвен сад на срцето. 24 часовен холтер за ритм. Некогаш пациентот може да каже дека осеќа аритмија, меѓутоа во моментот вие не можете, пошто реков ЕКГ, тоа е краток запис, не може да се фати тоа. Па 24 часовниот холтер мониторинг за ритм го снима срцето 24 сати. Дополнителни испитувања кои зависи тоа кардиологот ги назначува е компјутерска томографија, магнетна резонанца на срце, елективна коронарографија, така да тие се неколку диагностички методи кои прво треба базично да помине пациентот за да правиме дополнителни испитувања. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани телефонскиот број на телевизија Телма е испишан на екранот. Добре дојдени се вашите вклучувања со прашања поврзани со срцевата слабост. Секако можете да споделите искуства во однос на тоа како сте почувствувале дека имате некаква тегоба која што се должела на попуштање на срцевиот мускул, односно на проширеното срце. Откако ќе се постави диагнозата, што понатаму? Како изгледа третманот? Дали кај сите пациенти се спроведува иста терапија или во зависност од причината што довела до проширување на срцето, се спроведува лекувањето? Третманот на срцевата слабост се базира на за нас 3 постулати. Главно ни е да се намали морталитетот, односно смртноста на пациентот, да се намалат честите хоспитализации и како трета и секако многу битна е да направиме подобрување на клиничкиот статус, функционалниот капацитет кај пациентот, да му се подобри квалитетот на животот. И тоа е особено битно. Сега, што подразбира, доколку ние ја знаеме етиологијата и знаеме дека станува збор за запушување на крвни садови на срцето, во тој случај дефинитивно предложуваме да се направи коронарографија, значи ја решаваме причината. Дали тоа е преку стентирање, поставување имплантација на стент или евентуално доколку не може тоа да се реши, да се отворат тие крвни садови со коронарографија, кај пациентот се препорачува аортокоронарен бајпас, значи се упатува на оперативен третман. Втората работа е доколку имаме валвуларна болест на залистоците. Тоа значи дека сега во поново време се прават и интервентни процедури за замена на залистоците. Тоа се однесува на аортниот залисток, таму кај што имаме аортна стеноза, доколку одредени критериуми пациентот ги исполнува, се препорачува транскатетер имплантација на аортна валвула. Доколку не исполнува одредени критериуми, во тој случај се преминува кон класична хирургија, кардиохирургија. Значи, овие третмани се водат според, ние работиме според европските кардиолошки гайдлайнси, европските препораки за третман на срцева слабост. Најнапред треба да се третира причината која што довела всушност до проширување, односно до попуштање на срцето. Токму така и сега тука влегува и фармакотерапијата. Значи. Дали сите пациенти треба да примаат, да речеме, диуретици? Вела дека чувствуваат подобрување откако ќе земат ваква терапија. Дали тоа влијае директно на срцевата слабост? Диуретиците се една од групата на лекови која влегува во третман на срцевата слабост. И ние диуретикот го припишуваме за да му ги олесниме симптомите на пациентот. Значи, да пациентот се ослободи од вишокот на течности што е задржана во телото. Нашата тенденција е да стигнеме до момент кога пациентот ќе биде еуволемичен, тоа значи да нема течност, задршка на течност, со минимална доза на диуретик, некогаш и до комплетно исклучување на диуретикот, доколку постигнеме таква или хиповолемија кај пациентот. Може да се претера со диуретикот? Може да се претера со диуретик и тогаш најчесто пациентите се жалат, ние додаваме и терапија за кој, пошто со диурезата, со мокрачата се троши калиумот, тоа е додаваме лекови кои се штедачи на калиум, значи влегува во таа четворна терапија која
е базична за срцева слабост според новите светски препораки и со самото тоа ги насочуваме да осетат колку, како им се зголемува диурезата, се намалува диурезата, тоа веќе влегува во делот на едукација на пациентите со срцева слабост. Имаме гледачи кои што очекуваат вклучување и да постават прашање во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, одлично ве слушаме. Го очекуваме вашето прашање, повелете. Јас се извинувам, нели се малку се збунив. Да ги поздравам докторката и водителката. Благодарам. И сакам да прашам, јас имам констатирана срцева слабост. Сега треба да одам на операција за очи, ми кажа дека ќе треба седација да имам. Да е она непотполна анестезија, нели така, јас тоа го подразбирам. Дали е тоа во ред, мислам, дали нема да ми се зголеми проблемот што го имам и така, значи дали се плашите од седацијата? Тоа е вашето клучно прашање, дали тоа може да ви направи проблем? Да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што ќе советувате во овој случај? Па, нормално терапијата, значи кога станува збор веќе за некоја интервенција, што не мора да се направи, јас сум сигурна дека и колегите кои ќе ја вршат интервенцијата во консултација со анестезиолозите, анестезиолошки тим, направиле одлична проценка и дека терапијата треба за срцева слабост редовно да се зема. Сега во однос на таа антикоагулантна терапија не можевме да добиеме податок од пациентката дали прима, дали не прима. Тука значи ќе се направат одредени корекции во однос на тоа, меѓутоа основата е дека треба да продолжи да си ја пие редовно терапијата за срцева слабост и чиме таква мала интервенција не верувам дека ќе има некакви проблеми. Ајде уште еден гледач да вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден, едно прашање, ако може? Секако. Го очекуваме. Кај Антони Антовски извршена ехокардиографија, тоа беше добро, имам апшиња компренеса 4/7/25, ама сакам лично да подцитирам до докторката. Каведа 5 милиграма. Пиев и... Како рековте, кој лет? Каведа 5 милиграма. За потенција, како да ви кажам. Аха, за потенција. Добро, добро. И почувствував болка, да ви кажам, кај градите. Да. Од како зедовте лек за потенција, почувствувавте болка во градите, а ви ќе примате и терапија за кардиолошка терапија. Да ги прекинам тие. Така, ова е едно интересно прашање, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Значи, дефинитивно, кај ваков пациент, јас би препорачала да се покрај ехокардиографскиот наод кој бил уреден, јас би препорачала да се направи и еден коронарен стрес тест. Тоа е одење на трака, да се види индиректно да не постои некакво запушување на крвните садови што го хранат срцето, бидејќи овие лекови некогаш делуваат вазоконстрикторно и како резултат на тоа може да дојде до појава на градна болка која ја имал пациентот. Значи, коронарен стрес тест е препорака за овој пациент. Во меѓувреме, нека ги паузира овие лекови. Така. Ајде да ги слушнеме прашањата и на следните гледачи во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Така, прво поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Сега не знам дали е малку поврзано со тоа, но неодамна добив диагноза Мобис 2. Каква диагноза, се извинувам, разбравте? Имам правено и стрес тест. Се извинувам уште еднаш, само диагнозата да ја кажете? Мобис 2. Мобис 2. Добро, во ред. Да, тоа е преку холтер откриено. Добро. А стрес тестот беше негативен. Па би сакала докторката доколку има некои, не знам, совети и препораки како би можела да продолжам понатаму. За сега докторка кој одам не предложува пейсмейкер. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта.
Што можете да дадете како насока? Вака сега малку е неблагодарно, нели вака особено по телефон, кога нема програма. Меѓутоа што е битно? Мобис 2, тоа што е како дијагноза, тоа е срцев блок. Значи срцето работи па делумно прави пауза. Најчесто треба најверојатно пациентката е асимптоматска, значи дека тоа е случај наод откриен. И дека нема симптоми на вртоглавица, несвестица, губитоци на свест и затоа колегите препорачале да не се става песмейкер. Песмейкерот е девајсче кој се става подкожно за да го стимулира работењето на срцето. Така да треба редовни контроли во однос на тоа. При прва појава на симптоматологија вртоглавица, несвестица, тогаш веќе е време за нешто друго да се прави. Ајде уште еден гледач да слушнеме. Добар ден. Во продолжение на денешната Телма амбуланта, ќе слушнеме уште едно прашање од гледач. Ало? Се вклучивте успешно во програма. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме одлично. Следете го разговорот преку слушалката. Намалете го тонот на вашиот ТВ приемник. Се вклучивте успешно, се надевам и дека ќе го поставите успешно прашањето. Добар ден. Мислам дека гледачот го следи разговорот преку неговиот ТВ приемник, бидејќи слушам ехо. Ево уште една можност, бидејќи во интерес на времето ќе мораме да продолжиме. Добар ден. Гледачот нека се јави повторно, има уште малку време до крајот на денешната емисија. Дали имаме уште еден гледач, не можеме да продолжиме понатаму. Дали сите пациенти кои што имаат срцева слабост треба да примат лекови за разредување на крвта? Веќе споменавте дека пациентката која што се јави, гледачката која што се јави пред малку може би прима. Значи антикоагулантна терапија ние даваме таму каде што има соодветна индикација, тоа е најчесто кај неправилна срцева работа. Антиагрегационна терапија или аспиринот најчесто оди, или двојната антиагрегационна терапија оди таму каде што пациентот има поставен стент. Значи тоа се одредени индикации каде што се дава соодветна терапија, а тоа зависи нели од пропратната дијагноза на срцевата слабост. Вака едноставно. Така. А кои се најчестите можеби грешки што ги прават пациентите во однос на терапијата, еве диуретици, внес на течности, редовност на земањето на терапијата што го прескокнуваат по некој апче? Основно е дека кога станува збор за пациент со срцева слабост, многу битна е едукацијата на пациентот и соработката, еден мултидисциплинарен пристап кон ваков пациент. Значи, пациентот треба да има достапност до кардиологот што го лекува, достапност до примарната здравствена заштита, значи до матичниот доктор. И сите тие да можат заедно да делуваат за доброто на пациентот. Кај ваквите пациенти е битно да бидат едуцирани, што значи рано, навремено да ги откријат симптомите, да им кажеме кои се тие симптоми, кои треба да го вклучат алармот за да порано се јават на во болнички услови. Исто така многу е битно да се ограничи внесот на течност. 1,5 литри до 2 литри на течност. Значи не може да се испие диуретики потоа да се пие течност. Да, колку што имаме желба потреба. Да кажеме, значи се ограничува внесот на течност. Исто така се ограничува внесот и на сол во исхраната. Тоа е многу битно. Се ограничува или сосема треба да се исфрли? Не можеме сосема да ви сврлиме. Да кажеме немој да јадеш ништо сол да не ставаш, значи се ограничува, значи не можеме толку екстремисти да бидеме, да кажеме скроз фрлаш сол на страна и значи не може така. Но има и скриени извори на сол, нели? Има и на тие треба посебно да внимаваме, а посебно е битно во вакви случаи на пациентите да им кажеме да водат дневник за телесна тежина. И сега кога ќе види дека во рок од 3 дена качил повеќе од 2 килограми, тогаш веќе тоа е аларм дека прави задршка на течност. Значи треба да вода дневник каде што ќе си ја запише телесната тежина, потоа да речеме колку течности испиле треба да измерат. Колку течности испиле, колку пати во денот мокреле, значи тоа се некои работи кои они сами си водат евиденција. Треба да пресметат колку внесле течности и колку исфрлиле. Колку исфрлиле течност. Тоа е малку комплицирано, нели? И за почеток
така ги насочуваме пациентите, после тоа тие сами со текот на времето се тоа што збориме се само едуцираат и знаат кога ќе испијат повеќе течност или ќе каснат нешто солено, па денеска ќе ја зголемам уште пола таблетка на диуретик или ќе си додадам таблетка или кога ќе видат дека се во некоја еуволемија, тоа што го спомнувам, може да намалат. Меѓутоа, тоа треба да помине малку подолг временски период и ние тоа многу и него советуваме, консултација со докторот и никако да не се прескопнуваат лековите. Значи, лековите кои се дадени е подобро да се пијат редовно и ако има било каква дилема, пациентот да се јави дали кај матичниот доктор, дали кај матичниот кардиолог кој го води за консултација, него да на своја рака сами да земаат. Исто е многу битно кога таквите пациенти патуваат надвор од државата, да се земат со себе медицински извештај. Значи и лековите да ги носат не во оние кутивчињата што се Така се распоредуваат за наутро на пладнина вечер. Да можат докторите таму, за не дај Боже, да имаат генериката од матичната држава од каде што доаѓа пациентот, да знаат за какви се тие лекови кои ги пие пациентот. А безбедно е да патува, да речеме, со авион? Безбедно е, да. Значи не можеме да ги ограничиме, да кажеме. Све тоа зависи од тоа во која состојба ние во која фаза, во која состојба е самиот пациент. Значи, ние ги, да кажам, мотивираме пациентите со срцева слабост исто така на редовна физичка активност. И покрај тоа што чувствуваат замори, велат не може? Сега, што значи редовната физичка активност? Тоа значи дека јас како здрава индивидуа и пациент со срцева слабост не можеме исто да бидеме физички активни. Ако јас можам да истрчам, пациентот со срцева слабост доволно е да се движи и да пешачи толку колку што му дава неговата состојба, без да се форсира. Или, не знам, живее во зграда без лифт, не можеме да го затвориме дома, така. Значи, тој треба да се симне по тие скали и назад да се врати пешки. Што прави? Се качува неколку степеници, добра, пауза и ќе продолжи. Значи, сепак ги мотивирате по скали да се качуваат. Да, не да се затворат, да користат лифт. Таму кај што има лифтови, меѓутоа и физичката активност е доста битно. Значи, се качи неколку скали, одмори и продолжи исто. И многу битно, кај нас генерално пациентите одбиваат, меѓутоа многу е важна имунизацијата. Кога доаѓаат зимските месеци, овие пациенти се особено ризични и препораката е имунизација за инфлуенца, значи вакцинација за инфлуенца. Има ли некаква можност да се превенира срцевата слабост? Бидејќи наброевте на вистина многу фактори, на дел од нив и не може да се влијае. Така, ние спомнавме во текот на целава емисија дека постојат фактори на кои можеме да делуваме и на кои не можеме да делуваме. Во основа за срцевата слабост, превенцијата е генерално иста како кај превенција кај кардиоваскуларните заболувања. Значи, кои се тие работи на кои треба да се обрне внимание? Здравата исхрана. Така. Здравата исхрана значи да се исфрлат сите зашеќерени продукти, рафинирани продукти, Медитеранска исхрана. Медитеранска исхрана, ние сме баш таков крај кај што изобилуваме. Нашата кујна вела дека е блиска до медитеранската исхрана. Апсолутно. Ние сме подрачје кај што изобилуваме со овошје, со зеленчук, значи тоа е главното и постои така наречена даш исхрана, тоа е исхрана каде што се стопира појавата на хипертензија, така е според америчките протоколи. Диета за нормализирање на крвниот притисок. За стопирање на појава на артериска хипертензија, така и во превод би одело ваквото и би преферирале повеќе овошје, повеќе зеленчук, мешункасти производи, значи нека биде тоа гравче, нека биде леќа, нека биде граша, значи боранија, да. Подварок, зелка без месо? Ама не онаа купус зелка, затоа што таму имаме многу сол. Да нема многу сол. Значи тук тајната во умереноста. Токму така. Понатака битна е физичката активност. Збориме кај здрави лица. Секоја физичката активност доведува до подобрување на крвниот притисок, доведува до подобрување на шекерот во крвта,
гликорегулација, значи до подобрување или регулација на липидниот статус. Што тоа подразбира? Да 150 минути неделно вежбаме умерено, аеробни вежби, 75 минути интензивни вежби неделно и 2 до 3 тренинга кои носат тежина или килаж. Сите ова го знаеме, само уште да успееме да се мотивираме. Знаете како, некогаш мотивацијата, не треба ова да биде демотивација, него мотивација. Ако денеска не можам да извежбам, ќе излезам, ќе пропешечам, ќе прошетам куќе, значи така. И тоа е делот од процесот на вежбање. Стоп на цигарите, алкохолот да се сведе на минимум и секако не споменавме дека и злоупотребата на наркотични средства доведува до појава на срцева слабост, значи и други кардиоваскуларни заболувања, така да тие се некои работи на кои треба да обрнеме внимание. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма Амбуланта. Прекрасни појаснувања, остана работи кои што не ги дообјаснивме, но секогаш има простор за уште едно гостување во емисијата. Ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам и вам. Се надевам дека повторно ќе се видиме, а им благодарам и на гледачите. Им закажувам средба веќе утре во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути. Впрочем, гледајте на секој работен ден на Телма. Пријатно.